Добар ви ден, почитувани гледачи! Денеска екипата на емисијата Вкусот на традицијата пристигна во селото Долно Соње, општина Сопиште, кај нашата денешна домаќинка, господјата Гордана Трпевска. Инаку, како вове да ви кажам, со неа снимавме емисии рецепти на Денот на Вкусот на традицијата пред точно 9 години. И еве не повторно, но овој пат во незината викендица во Долно Соње. Таа е денешната наша домаќинка и уште на неколку емисии Вкусот на традицијата. Инаку по професија е професионален готвач и целиот свој работен век и живот го поминува во кујната и поточно што и како во детали ќе ни објасни таа. Горде, здраво, живо! Браво, и ти ми дојдовте. Добро ве најдов. Ти благодарам многу што не покани, што имаше желба да бидеме твои гости во ова прекрасно обкружување. Значи, додека ние гориме во пеколот во Скопје, на 40 степени што се вели, овде ќе има воздух. Се е така убаво и одличен избор си направила откако отиде во пензија да си дојдеш токму овде, во родното место. Ти си родена овде? Да. Во Долно Соње. Долно Соње е родена, 7 деца, 20 браќа и 5 сестри. 15 внуци, сега со правнуци веќе второ имам. Браво, браво, значи богата жена, богата. Ти замина во пензија, значи работеше цел свој живот, каде работеше? Во Метропол. Во Метропол. После приватно. Така, во Метропол работеше во многуте ресторани во склоп на фирмата Метропол. Победа. Леле, памтам Победа на времето. За чорби се одеше во Победа, така? Да. После Бисер, и Бисер исто беше под... Да, наше беше, да. Така, Езеро Треска. Шарлота беше позната по Шарлота. Така, Езеро Треска 6 години. Езеро Треска. И Метропол, исто во центарот. Да. Браво! Значи, ретко во денешно време можеме да се сретнеме и да разговараме токму со тие стари готвачи на времето кои што едноставно работеа во сите тие познати ресторани кои што го ја дава сликата на Скопје. Така. Вака сега, Горде. Ти за денешната емисија Вкусот на традицијата, како рецепт на денот, што одлучи за нашите гледачи да направиш? Денеска одлучив џувеч со вратна кременадла, претходно саламурено, мислам. Значи ѓувеч. Сега ќе ти да. кажам зошто ми се допадна баш овој твој предлог, заради тоа што дали се сеќаваш и твоите деца, и ти, и јас така пораснав, кога мајката и таткото ќе правеа муабет, што денеска за ручек, па ај ѓувеч ќе си направиме. Да, Нели? да. Старо македонско јадење. Се ова домашно производство, да. И посебно што сите овие намирници што ги гледате од бавчата на Гордана. Значи се што ќе ви каже она, денеска е се природно, домашно и вкусно. Можам да замислам колку убав ќе биде ѓувечот. Ајде сега да ни наброиш што се е потребно за една тава ѓувеч да се направи. Прво почнуваме со кромит, претходно исчистен и Колку исецкан. главици? Кажи ни точно во мерките. Па 500 грама, мислам. Пола килограм 500 грама, ситно сечкан кромит. И тука што имаме? Тука е пашканот ова. Пашканот. Еден пашканот. Еден пашканот. Понатаму. Кило пиперки. Кило пиперки. Благи и лути мешани. Така, ситно сечкани. Да, 1 кило компири. 500 грама патлиџан, црвен и морков 300 грама. 300 грама, понатаму. Кременадла вратна, кажав дека претходно. Колку грама? 1 килограм. 1 килограм, претходно обарен. Саламурена. Саламурена. И сега е бланжирана. Добро, понатаму што ни треба? Макдонос. Колку? Една китка мајка? Една китка, Една да. китка. Буковец, 2 лажички, 2 мешан сув зеленчук, сол и бибер. Бибер. И кари.
една лажичка, Така. сол и вода, ќе го налиеме на И масло. И масло, да. Масло. Да, Значи масло. ние имаме тука се што ни Едноставно, треба. се што ни треба. Едва и чекам горде ѓувечот да го јадеме направиме. на тераса на овде, да гледам крстот на Водно, до Света Петка таму, се гледа. Ајде, го врлево, манастирот, супер. Имаме многу. Ајде, сега да се фатиме за работа. Значи го ставаме кромидот И со ставаме зејтин. Многу малку ставаш масленце, па затоа имаш ваква линија. Па не ни треба многу. Така, да. Ке пушти кромедот, имаме зачини. Така. Значи да се Тоа, испржи ова нека кромичето. биде јадење на денот или другите Така. Еве ние ќе им дадеме предлог на гледачите, што ако не денеска, ама утре за ручек сигурно дека ќе Ова може направат. да си ги довршам. Така. Значи компирот како сакат, на коцки, на Претежно јас вака си практикувам. така. Ракавици не употребувам ако морам. Па ти си дома тука? Да. Да не ми најдат замерка, ја мислам дека Ај додека го сечкаш компирот да ми кажеш, додека работеше во Метропол, кое работно место најповеќе го обожуваше? Каде Шпоред, сакаше? до Шпоредот. До Шпоредот. До Скара. А во кој ресторан? во ресторан Победа, во Исхрана почнав, па Во во Исхрана. Победа се префрлив. Така. Букет ресторан. Ај, Букет, леле, ме Букет. подсети. Таму кај 24-ка автобусот кој што стоеше. Да. Карши Центро текстил, тафтинг. Така. Со многу персонал, јас се Аха. поздројам. Најубавите чорби, Да. Букет, Победа, леле. Да. Значи стварно убавина. И се уште работам. Да, и се уште работиш. Иако отиде во пензија, уште работиш. Се пензионирав, заđевах и разградине, готвев за нив за персонал, за вработените Так. таму. И со термоси, со канистри се носеа. Работев кај Кале кујната беше и таму отидов пензија. Браво, Сега браво. пред неколку месеци поранешниот газда пак ме побара во школа. Браво. Бев исто таму кај него. И сега ми вика спремај се од септември Е, па слушај да ти кажам, ти си млада пензионерка, Да, убаво изгледаш, витална, а и овде што си живееш на ова убавина, прекрасно нешто. Шеска, ма не ми се тешко. Лајк, алал да ти е, уште толку нека има. Сега што следува? Следува пиперот. Пиперот. Така, стави љута пиперка, нели? Да, Ја и ти двете јадеме луто. Овкај се и јади. Без луто ништо. Така. Дај ми го тоа на мене. Ај, така. Значи сега треба да се испржи кромидот да. со пиперките. Да, идеме после со Да, морковот. колку време процедура? од прилика горда, ајде Па за едно младите. 20 минути. За младите домаќинки да кажеме. 20 минути, еве, пола Значи, сат. откако ќе го ставите пиперчето, еве, од 20 минути до 30 минути пржење до тенџерето. Да. Пиперките. Така, готово е, значи ова. Да. Веќе е време за следните состојки. Следната состојка ќе биде морков. Морковот. Да. Знаеш дека јас ставам секоја година ѓувеч во тегли. Еве Да. вака и ми се наоѓа за цело зимо за манџи. Да. Па баш убаво, баш убаво. Супер. Сега ова не мора да чекаме, може домато да го ставиме патлиџан. Така? Да, Црвен, пошто ова ќе се крчка да. 3-4 сати. Редано е, нема Така. што да чекаме, ставаме Значи, патлиџан. патлиџан. Така. Ова има да Убаво за биде, мириса. значи мераци леле како мириса цела куќа. И комшиите ќе знаат дека ѓувеч Што се правиш, правила, а? да. Браво. Има за сите, нека дојдат. Да. А компирот го ставаш во тавата? Да, значи тука ќе ставам, сега зачини ќе ставиме малце вода прокрчка, ќе ставиме водичка
и компирите ќе ги ставам, па после месото го директно Во тавата. во тавата и го Месото оди директно во тавата, директно така да во го тавата. ставам јас, може? Не, прво ова за подлогата да ја ставам, да. Така, добро. И сега можам да си ставам зачини, Добро. Сол. сол. Мешам со зеленчук. Горде, колку вакви тави и чорби се поминати низ твоите раце. Немам коментари. Цел живот. 40 години, а? И 50, повеќе. сега уште една година 50 веќе, како носам поза. Браво. Ама И буковец сега. буковец луд Ама ќе ставиш и малку кари. и кари да ја смени малце бојата и ради Вкусот. златна боја ќе добие, а и така ми е претходно бланширано, тоа маринирано, значи се Сега јас ќе ти направам сега место. компирот да го ставам Аха, тука го ставаш компирот? овдека, да. Ете така. Чекај едно. Излегло натаму. Не се повидно. Еве ти го. Така, јас ќе ти ги подсечам. Благодарам. Овај. Колешки. Слушај, како свекрвата и снаата, знаеш? Да. Свекрвата го месела зелникот и сега нели има оние зелници на средината дупка. Да. И снаата дошла и со раката ја ставила дупка. Ти после кој го правеше зелникот, снаата го правеше. Снаата. Така, ама доносот, еве ти е и земјената тава. Сега ќе си ставаме, после на крај пако ќе биде кај. Така. Тоа на крај. Сега доволно е внатре да си прими. Се гледа дека ќе биде убаво. Уште не е готово. Од сега се гледа. Се гледа, да. Со сите салтанати. И водичка по потреба на крајот, нели, за да има... Сега се става водичката? Да. Аха. Од чешма, директно Така. Ова е од селската чешма во Долно Соње. Каква привилегија ќе имаме манџа да јадеме со вода од селската чешма. А редната треба да ви биде загреана на 250, додека 250, почне да. крчка. Потоа си го намалуваш, нели? Да. Со капак ќе биде затворен Да, дивечо, да, така? да. Одлично. Го покриваме малце да... Да? Малце колку Повели. Така да почне да крчка и после го 20 префрлаш минути го овде. префрлам, ги редиме тие во загреана релна го ставаме. Супер. И пауза. Така. И пауза. Горде, јас веќе сум нестрплива. Ти си Значи, ја. толку како убаво мириса. Еве. Така. И беше почна да врие. Чекај да видиме да не ни загорело. Секако ќе се крчка, си има и капак Да, земјената тава. Да. Да ти помогнам сега за да го ставиш. Така? Така. Оф. Леле. Ова сега. Убавини. Убавини, ама. Еве, ако сакаш и со ова. Многу ќе биде, добро. Да. Така? Баба Гоца се повеќе прави за да Затоа што има многу деца, внуци, гости. Многу детна фамилија и Да. научена на многу и Така? секогаш Супер. нека има плюс.
Така, сега го ставаш мевцето. Со рака, со помош на рака. Вака. Мајка да јаде, на керка да не дава. Од старите останало тоа за нешто што и ја често го употребувам. Викам да не малце, а тоа сум направила за цела Слушај, наша. па нормално, затоа што ти цел свој живот си готвела за 500 луѓе. За многу, Што е сега неверојатно во ова време во ресторан, со задоволство, секојдневно со ти да задоволство. готвиш за 500 луѓе. Ау, браво. Брат на кременада. Браво, па со тоа уште поубаво, тоа е меко мевце. И ребро, едно месецка. За мерак. За мерак. Така. Ова ќе го собереме. Ај, ова ти ке си наприш и чорбичко, тоа може и на нас да ни наприш една чорба од тоа. Може, да, Така? да. Значи, Ова... добро, нека го тука сега ова го ставаш Макдонос, не му доставаш. Ако ќе биде готово, го попрскуваме. Значи сега сакаш за сол да пробаш. Да пробам, додека Да. е вака. Ајде. Да видиме што сум направила. А сега, добро е, по вкус. Од прилика. Браво. Да. Ајде, сега значи е подготвено за печење. Ајде, здрави и живи, субаво само да си го јадеме. Сега оди во редна на 250 степени прво, па потоа го отвараш кога ќе прокрчка и бога ми неколку часа ќе си крчка, така на тивко, на тивко. А ние ќе го чекаме со нетрпение во меѓувреме. Со Горде ќе си направиме едно салатиче, едно домашно, жолто и така. И се гледаме во одјавата на емисијата. Останете со вкусот на традицијата. Ајде, Горде. Да, ајде. Драги гледачи, не можевме да го дочекаме мигот кога ќе ја пробаме оваа тава ѓувеч. Се убаво, значи се измириса целата куќа, се крчкаше и еве го резултатот. Но да ви кажам една работа што може би Гоца ќе се изненади, не знае ни дека знам, затоа што ја запознав некои твои пријателки со кои што патувате, некогаш одите до Иран, Охрид и така натаму, и на мене ми викаат кај Гоца ќе одиш, ја викам да. Ао, ти додека седиш, додека си ги соблечеш чевлите, вика таа веќе тестото го направила за тебе, така вика. Вика кај неа ќе дојдеш и ненајавен и секогаш ќе си отидеш прејаден. Не најавен, а прејаден. Е сега, така си се родила. Ајде, јас ќе ти ставам сега во твојата чинија. Името ми е такво. И името ти е такво. Леле. Значи, мозок направено испеченко. 5 сати беше време. Леле, и колку сос има, па тоа е тоа. Тоа е тоа, вистинското. Баш со сос убаво. Имаме и домашно лепче, кој што Горде секој ден си меси. Ете така. И пиперчиња, нека ни е на здравие ручекот. Нека ни е на здравие, на сите. Прав ѓувеч. Па и љут малку. О, мераци. Мераци. Блазе си им на тие кои што ти готвиш за нив. Блазе си им. Точно така. Јас многу се радувам што секогаш сум добре дојдена во куќата и во семејството на Гоца, нашата пријателка на вкусот на традицијата. Ова е за мерак ти што си го направила на здравие. И знаете како велат? Птицата што е родена во кафес мисли дека летањето е болест. На здравие. Ова е твоето домашно вино. Да. Но и ќе штрпнам малку од лепчето. Ќе штрпнам затоа што морам да макнам од овој сос. Направете ја тавата, испратете ни слики, ве очекуваме. Довидување.
Muzika